одиме со оброкот, но претходно пред оброкот, бидејќи ќе биде некој лудило специјалитет кој што Димитар ќе го подготвува, му треба малку време, нели, за сите намирници да бидат на место, така што до тоа време продолжуваме да зборуваме за интересни теми. Да, имам навистина интересни гости во продолжение. Ќе зборуваме за еден интересен натпревар кој што се планира да се случи следниот викенд. Се надам дека и времето ќе послужи, но битното е дека пријавувањето за тој натпревар е до утре. А натпреварот е за родители, односно татковци и мајки, кои што сакаат да се натпреваруваат во фудбал. Поише пријателски и забавно, колку професионално, но фудбалскиот клуб Кул дефинитивно се решаваат за нешто иновативно и интересно. Добро ми дојдовте. Добро најдовме. Драго ми е што сте во утринската и ќе позборуваме за нели овој натпревар кој што се планира. Првенствено имавме можност да се дружиме пред месец дена од прилика и да зборуваме за надпреварот на малите фудбалерчиња и традиционалниот регионален, па и може да кажеме меѓународен надпревар Кул Куп 2023, кој што одлично помина. Импресиите, верувам, тука се. Сега одиме кон нешто ново. Точно така, значи, после успешно организираниот Кул Куп 2023, решивме да направиме нешто интересно за родителите, односно турнир помеѓу родителите, мајки и татковци на дечиња кои тренираат во ФК Кул. Верувам дека ќе биде интересно, тоа е сигурно, и дека ќе биде и за самите деца, но и за сите присутни таму, нели, пред се забавно, а после и малку надпреварувачки дух. Ме интересира, прв пат се организира надпревар на родители, така? Или имаше претходно? Не, претходно, значи, бидејќи клубот 16 години функционира, имавме пријателски надпревари помеѓу родители од генерации, пријателски надпревари со родители и дечиња од нашиот клуб, а ваков турнир прв пат ќе организираме оваа година. Добро, и сега како се планира и организира? Што е првенствено целта, идејата, нели, овој реков ја, за забавата е на прво место, нели, но и надпреварите се тука. Дали беше поттикнато од самите родители кои што доаѓаат постојано на тренинзите да си ги следат своите деца, нели, како тренираат, па се случуваат, нели, дружби и разговори, па од таму можеби поттикнува идеја плюс. Па да, искрено, ние веќе назад година, можеби две, размислувавме за ваков турнир, бидејќи нашиот клуб се прошири, да кажам, многу членство, имаме многу родители, гледаме дека се почесто сакаат да кажуваат за фудбалот. Да. И као во шега реков, ајде ќе организираме турнир за родители да видиме кој колку знае. Обично тие што највеќе зборуваат, мислам дека работава доста ве слушавме од трибуните, да видиме на дел овие кои што размислувавме веќе, као што ви нагласив веќе одреден период, пресудно беше еден од родителите, поранешен фудбалер, ќе го спомнам, Ване Пандев, кој ми приде и ми кажа дали е можно да организираме турнир меѓу родителите. И јас реков супер, ние веќе подолго време го размислувавме тоа. Еве сега веќе дојде моментот. Да. Тоа се само да се нагласи само родители кои што имаат деца членови во фудбалскиот клуб Кул. И тука се имаме од прилика ќе бидат околу минимум 8 екипи по нашата проценка ќе бидат, зборам од машките. Ограничен е бројот на пријавување? Не е ограничено, али строго мора да бидат и со специјална покана од родителите од првата генерација. Значи ние никогаш не ги забораваме. Родителите сепак тие се веќе пред 16 години што почнале во нашиот клуб. Веќе тие деца што беа деца веќе кај нас се играчи и ние сме во постојана комуникација со нив. И они имаат специјална покана, посебно ќе ни биде чест да бидат присутни и они. Се надевам дека не се надевам дека сигурно сум дека и они ќе земат учество. Значи во машкиот тим, во машките екипи, родители, татковци, мислам дека ќе бидат во план 8 до 10 екипи. Голем интерес пројавија и гледаме и мајките, што пријатно ни изненади. Тие се многу гласни на трибините, верувам ќе биде и навистина јако и на теренот, посебно кај мајки. Реков ќе бидејќи сега завршуваат лигите во детската лига, како што нагласите, турнирот Кул Куп заврши во супер, одлично, спрема сите планови што ги имавме, и сега веќе следно ни е нешто различно за прв пат во оваа држава. Секогаш гледаме да бидеме нешто различно, да бидеме иновативни. Се надеваме дека ќе биде, па
следно ако заврши во размислување можеби со другите клубови, родители, други школи, бидејќи нашиот клуб пружа има одлични услови за вакви надпревари. Добро. И сега рековме треба детето да е во клубот, треба некакви специјални подготовки претходно се планирали, нели, да пробни часови, тренинзи за родителите. Изненадени. Некакви други квалификации. Изненадени сме, пријатно сме знали, веќе поготово татковците сериозно некој го свати ова. И веќе почна да изнемуваат. Се загреваат веќе. Изнемуваат термини во на нашите терени и еве во претходниот викенд и сега имаат веќе закупено термини, резервирано да се навежбаат, значи. Да, толку да вежбаат. Сами си го составуваат тимот, односно може да си сугерираат кој со кого да биде во тим, ако се познаваат, нели, ако доаѓаат како група. Не, мора да бидат исклучиво по генерации. Пример, генерација 2013 само родители што им е дете на во 2013. Да, но кој ќе ги составува, кој... Ние во план е до утре пријавување и веќе после тоа ќе имаме представници по двајца представници од тимовите и ќе направиме еден состанок, еден коктел каде што ќе ги решиме сите детали. Ова, како што кажете, пред се ќе биде дружба, Јасно, забава, дружба, така. На крај ќе организираме и тоа да биде малку различно, ќе има некои символични награди, да не биде тоа така само колку да се изигра. Да, наградите не се битни, до медал или некаков пехар и така натаму. Дружбата е најбитна, нели, и самата идеја како таква забавна. Пред се тоа е добро и како пример за децата, нели, па после и забава за родителите. Следниот викенд се планира, ако временските услови се, може толку брзо да се очекува? Па ќе видиме, зависи од екипите. Ние гледаме, мислам дека и следниот викенд има детска лига, нема да брзаме, сакаме да биде организирано, сепак ќе има тоа повеќе народ, сепак ќе биде организирано, ќе гледаме да биде на највисоко ниво. Ако во следниот викенд после мислам уште едно коло, немам дефинитивна информација, сакаме да бидат слободни, бидејќи ако децата се надпреварат од детска лига при ФФМ, голем дел од родителите би биле таму, нели, они ги носат малите дечиња, сакаме да бидат, да кажам си, да добијат можност кој што сакаат да играат, да добијат можност да бидат тука присутни на тој турнир. Сакам да позборуваме малку за женскиот клуб. Минатиот пат не спомнавме, но навистина имаат големи успеси и голем интерес. Точно така. Значи женскиот клуб... Кај председателка да се обратам на женска, да. Дамите имаат предност. Значи женскиот клуб оваа сезона почна да се надпреварува ЖФК Вардар. За неколку месеци имаме голем интерес од девојките. Моментално се надпреваруваме во втора женска лига. На табелата сме втори. Бевме до пред 2 недели, делевме исто место, значи прво место со екипата на Атлетико. Добро, се менува се резултатите. Но меѓусебниот надпревар дефинитивно излезе во нивна полза. Сега сме втори. Вчера игравме во куќани куп надпревар, каде победивме 3-0 и влеговме во четвртфинале. За која генерација на фудбалерчиња се работи, односно фудбалерки? Да, најмалите сега што се мислам најмалата возраст што се надпреварува се 2009 во првиот сениорскиот тим. Здравје, значи планираме да влеземе во прва лига до крајот на сезоната и со тоа ќе има и понатаму младинки и кадетки кои ќе ги пријавиме за наредната сезона да се надпреваруваат, односно да имаме поголем интерес на девојчиња што се запишат, ќе ги пријавиме и нив. Да. Ајде, верувам дека ќе биде и тоа интересно и ќе го проследиме, се разбира, со сите оние успеси кои што ќе ги доживувате, со оглед на тоа дека веќе има значајни успеси и победи на надпреварите ширум Македонија, па верувам следната година Кулкуп ќе се прошири со нели надпревар за девојки? Да, и тоа се размислува на тоа. Да, се размислува и на тоа, бидејќи стварно сме изненадени се повеќе и повеќе девојки и родители се решаваат да ги пуштат девојчињата на фудбал. Порано нели беше... Да, добро, нема веќе поделби, така, дека машки спорт, така, да. Се повеќе, значи за многу кратко време ние имаме голем број на членови. Планираме до летото навистина тој број да се зголеми, бидејќи имаме одлични услови за девојките да тренираат, значи имаме покриени терени во вакви временски услови каде што има дождови и ладно време, значи ги повикуваме во овој момент да кои гледаат, да се охрабрат, да се јават слободно
имаме идеални услови, имаме професионални тренери, да кажеме, во женскиот клуб, да дојдат да видат слободно, значи членството кај девојките во сениорскиот тим е бесплатно, ништо не се плаќа, идеални услови да имаме. Да. Ви благодарам за одвоеното време. Нормално ќе ве следиме со сите настани и со сите активности кои што фудбалскиот клуб Кул ќе ги има и следниот период, па ќе се видиме некоја следна прилика пак. Благодарам. Успеси. А викајте кога ќе биде надпреварот, интересно е тоа, сето ќе го преследиме. Мислам дека вие треба да се пријавите. Обавезно, ставите ме во список. Да видите како ми е на дечињата на терен. Добро, ја ќе се држам повеќе кај ова моја примарна работа, ама ако не треба водител, одам на терен.